Почитувани гледачи, денешното издание на емисијата со повод во целост го посветуваме на сите актуелни збиднувања кои се случуваат во водостопанство Тиквеш, кое го има сега новото име Акционерско друштво Водостопанство на Република Македонија, подружница Тиквешка Вадарци. И по тој повод во нашето студио е директорот господинот Љубе Димов, со него ќе проговориме за сите овие преструктурирања кои започнаа да се реализираат од 1 октомври минатата година, се укинуваат водните заедници и како сега ќе функционира ова предпријатие. Така, значи со новиот закон за водостопанство од 1.10 се изврши комплетна трансформација на водостопанските предпријатија, така се направи едно АД водостопанство на Република Македонија, а ние како водостопанство Тиквеш прераснавме во подружница Тиквешка Вадарци. Исто од 1. октомври, од 1.10.2015 година, почна примената и на законот за укинување на водните заедници, така да сега сме во постапка на прибирање на инфраструктурата и запишување предавање на нашата подружница, така да се одвива и постапката за водните заедници да одат во ликвидација или во стечај, зависи од која водна заедница, кои критериуми, кои услови ги исполнува. Дали ќе оде во ликвидација, дали ќе се отвори за нив стечајна постапка. Господине Димов, кои активности сега се преземаат во вашата подружница со оглед на тоа што секогаш пред почетокот на поливната сезона правиме еден ваков разговор и информираме за сите активности кои се однесуваат за да биде непречено стартувањето на поливната сезона и се разбира сите земјоделци кои ги покривате во овој дел во Тиквешијата да добијат навреме вода. По овој период пред сезоната за наводнување, значи како што знаете, уназад повеќе години, секогаш сезоната за наводнување кај нас почнува од 15 април. Така ние сме во интензивни активности околу чистење и одржување на каналската мрежа, комплетни некои реконструкции што ќе донесат за подобра дистрибуција на вода до крајните водокорисници, така да се работи на теренот, се врши припрема на каналската мрежа, припрема на пумпните станици и очекуваме дека во овој период до 15 април ние како водостопанство Тиквеш ќе бидеме спремни за да можеме да ги пуштиме и првите количини на вода за наводнување. Да. Каде најинтензивно се работи на расчистување, колкава е таа километража на каналската мрежа, каде има потреба од повеќе интервенција? Пак, како што знаете и повеќе пати како што сме рекле, ние имаме некаде околу 180 километри отворена каналска мрежа. Сега со предавање на инфраструктурата и од страна на водните заедници имаме и поголеми цевководи, кај што ги собираме резултатите и гледаме на кои места се направени некои дефекти кои треба да ги санираме, така да се прават и некои поголеми крупни санации на фугите кај што се оштетени, поголема делница имаме направено, така да бетонски работи, некои кампади ако се сокршени, ако се направи некоја филтрација, мораме да извршуваме и бетонски активности, така да по целата должина на каналската мрежа и во самите секундарни делнични мрежи се врше комплетно согледување на ситуацијата и отклонување на дефектите. Да. Со задоволство можам да констатирам дека во последните години со сите оние реконструкции кои се правија на каналската мрежа, дека се помалку зборуваме за проблеми во делот на наводнувањето. Значи сите земјоделци добиваат навреме. Минатата година го имавме Сопотско поле. Дали на тоа поле нешто се направи да се надмине овој проблем? Така, како што кажавте, во текот на 2014 година од наша страна беа обезбедени финансиски средства за реконструкција на каналот ГК1 Возарци и Дреново, што го снабдуваме со вода, и за ГК3 во делот на Сопот, село Сопот. Меѓутоа се направија некои проблеми од страна на самиот изведувач при изборот на материјалот и цевководот што треба да се постави. Меѓутоа со наново распишување на нов тендер
извршиме комплетна реконструкција и моментално се работи на замена на старите цевки кои беа дефектни, спојките не беа квалитетно изведени, се заменија нови цевки со појак притисок и се пристапи, наместо со спојки се пристапи кон лепење. Така да некаде на ГК1 во делот кај што е Возарци имаме треба да се заврши само делницата некаде околу 800 метри, се пристапи кон лепење на линијата што е со профил FI 450 и очекуваме дека некаде за 10-20 дена дека ќе завршиме таа делница, а во делот на ГК3 комплетно е извршено монтирањето на цевките, само се врши уредување на самиот терен, вишокот на земја, бетонските плочи да може да се исчистат, пристапите до самите лозија на водокорисниците, пристапните патишта, така да очекуваме дека оваа година водокорисниците на тие делови дека ќе добијат квалитетно водоснабдување. Исто така во изминатите неколку години имавме проблеми со дистрибуција на вода и до крајните водокорисници кај нас на системот Тиквеш, значи десниот магистрален канал ние вода донесуваме до Тремник или до Прждево. На тој дел имавме поголеми од наша страна, од самото водостопанство, имавме поголеми активности у делот на извршување, бетонирање на самите кампади, за да можеме да донесеме вода и до тој дел, до крајните водокорисници. Инаку предходно имавме вода до самиот Требник, а сега носиме вода и после тоа некаде околу 300 хектари плюс се наводнуваат. Исто на левиот магистрален канал, кај што носиме вода до крајот на Веничани, до Ногаевци, на тој дел пред 4-5 години направивме комплетна реконструкција на каналската мрежа, која беше руинирана и не можевме да донесеме вода на тие места, така да и таму се изврши комплетна реконструкција на каналската мрежа, некаде околу километар и пол, и сега тие проблеми ги немаме на дистрибуцијата на водата. Значи, крајна цел, наша цел како АД водостопанство подружница Тиквешка Вадарци е благовремено да доставиме и до последниот водокорисник квалитетна вода, за да може да ги навадат нивните култури. Да. До сега немало никакви проблеми да се обезбеди вода, верувам дека така ќе биде и годинава. Меѓутоа, она што мислам дека е од суштинските ангажмани ваши во овој период е затоа што паралелно со подготовките за престојната поливна сезона во тек се и реализирање на неколку проекти кои вие сте носител на овие проекти. Зашто станува збор? Така, значи јас би кажал дека почнувајќи од оваа година, значи со самото формирање на АД водостопанство, направивме една подолгорочна програма од 2016 до 2019 година, каде што ќе бидат опфатени повеќе поголеми проекти. За оваа година, за реализација на тие проекти, од страна на АД-то се обезбедени 68 милиона денари само за подружница Тиквешка Вадарци и ќе се работи моментално, спремаме тендерската документација за комплетна замена на пумпните станици за Марена. Значи, знаеме, делот Марена пумпата ги снабдува водокорисниците со вода на делот Смилица, потоа Виларов, Неготинскиот дел, Сопотскиот дел, така да мислам дека до крајот на оваа година ќе се направи комплетна реконструкција на таа пумпна станица и инвестицијата е 35 милиони денари. А потоа во припреми сме и за изготвување, значи до крајот на април месец мора да распишеме и тендер за реконструкција и на десниот магистрален канал, значи Марена Тремник. Се работи за должина од 16,5 километри, а вкупната инвестиција е 72 милиона. Оваа година планираме помали активности, бидејќи Кој дел? Тоа е делот од Тимјаник. До Тимјаник е изграден е каналот, а сега продолжуваме понатаму. Тој дел малце е руиниран, постаре, имаше клизишта, има контрапат, некој направен таму и тешко може да донесеме вода. Сега со изработката со реконструкцијата на оваа делница, очекуваме дека и на тој дел ќе немаме никакви проблеми. Бидејќи се работи за големи проекти, се работи за големи линиски објекти, значи работата не може да се заврши за една година, планирано е значи сукцесивно до етапно до крајот на 2019 година тој канал да биде комплетно завршен. Потоа би кажал кои други проекти се во фаза планирани кои треба да отпочнат исто кај нас. Делот кај што е каналот 37, тоа се работи за канал во делот на Неготино,
и е канал кој треба да оде до Гоцевата шума во Неготино. А до сега беше тој канал прекинат некаде на 6-7 километар и на тој дел не се вршеше наводнување, меѓутоа ние изработивме комплетно нова техничка документација и од отворен канал, бетонски канал, направивме техничка документација тој канал да биде затворен од цевки со профил од 1800 милиметри. За да може да побрзо, мислам да немаме загуби, да не се ствара онај жабуњак алгите кај самите водокорисници, линиите да бидат постојано чисти, нанос од државката да биде поубава, така да и оваа година тој проект ќе го распишеме тендерот за нив, вкупната инвестиција е 120 милиона. Значи тој фаз, се работи, 12 километра е должината на овој канал. Тоа се сите големи проекти. Тие сите големи капитални проекти, значи целта е да можеме постоечкото што го имаме на првите неколку години да можеме тоа да го извршиме, да го реконструираме, а после втор план е од 2018 година да почнеме и со проширување на системот за наводнување. Исто така оваа година планираме да отпочнеме со работа и на пунктната станица Брушани. Таа идеја од жителите на Брушани и од Ресава поголем период уназад таму нема бара за да може, немаме никакво наводнување таму. Оврската наша како подружница Тиквешка Вадарци беше да се изготви техничката документација. Техничката документација не е изготвена и сега потребно е да се распише тендерот. Значи се работи за површина некаде околу 60 до 70 од 600 до 700 хектари. Пумпата треба да биде поставена во Тиквешкото езеро на местото Модри стени, така да цел тој дел ќе се наводнува и еден дел од тој крак ќе се продолжи до самиот преку на излезот од сифонот од тунелот Тисовец, значи на кај Возарци, еден крак на кај Брушани и другиот на кај Ресава, значи еден од покапиталните објекти. Исто кога сме тука на Тиквешкото езеро, би сакал да кажам дека пред неколку години изработивме пумпна станица Сува гора. Меѓутоа, заради фазно одвивање и заради немање на финансиски средства, тој дел не го покривме комплетно со нови линии, така да сега оваа година сме во фаза да го завршиме проектот и се надевам дека до крајот на годината ќе го распишеме и тендерот, за да можеме да пуштиме еден крак за селото Бегниште и еден крак за селото Ресава. Оваа година исто со предавањето на инфраструктурата ние предаден и малиот систем Дабниште. До сега тоа беше иницијатива на самите водокорисници. На тој дел они самите се организира и ги спроведува активностите околу чистење и наводнување. Меѓутоа, од оваа година се планира на тој дел ние да обрнеме малце повеќе внимание и во план сме, имам доставено барање до самата влада за одобрување за изработка на мала хидроцентрала, значи преку јавно-приватно партнерство, кај што ќе биде комплетно извршена реконструкција на тој канал. Да. И тоа исто така е многу интересен објект со оглед на фактот какво е Дабниште и кои се можности ги има. Потоа, у делот на планираните активности се планира да се изградат и пумпните станици Сопот и Љубаш, меѓутоа со реализација или со распишување на тендерот за пумпна станица Сопот ќе се отпочне во 2017 година, а крајен рок за завршување е 2019 година, а за пумпната станица Љубаш ќе се отпочне со реализација од 2018 година, ќе завршиме 2019 година. Сопот вкупната инвестиција е 30 милиони денари, а за пумпната станица Љубаш е 20 милиони денари. Потоа имаме проект моментално во изработка и проектот, што е најбитно за делот кај што е Кавадарци, за изработка на систем за наводнување, да се донесе вода на Белград и Раштани. Значи комплетно тоа е најстариот. Тоа сакав да ве прашам, бидејќи најнова информација дека е зголемен, бидејќи најголем дел од површините кои се наводнуваат се под Лозов насад, меѓутоа Овчка река, Белград и тој дел Раштани се едни од најидеалните за органско производство, органско лозарство. Па сакав да ве прашам дали постои можности конечно овие најстари лозарски региони да добијат вода за наводнување.
Така, значи, проектот во изработка. Очекуваме дека за 2 месеци ќе биде готов и ќе знаеме отприлика колкава ќе биде таа инвестиција што треба да се направи. Меѓутоа, за да дојдеме до изработка на овој проект, на оваа техничка документација, ние моравме првен да ги собериме водите од стариот систем Бошава. Сега е време да проговориме за придобивките од овој систем Бошава. Така, системот Бошава го завршивме преку јавно-приватно партнерство, изработен е 57 година, еден од најстарите системи, преку јавно-приватно партнерство се изработија мини централи, се направи комплетна реконструкција на каналската мрежа и донесовме нов цевковод за вода за пиење за Кавадарци и за Росуман. Да. Така да имаме повеќе наменско искористување на водата за наводнување, за производство на електрична енергија и за... Мислам дека одлично функционира, барем какви се досега оценки. Системот е пуштен и функционира. Оваа година малце хидрологијата не е добра и заради тоа производството на електрична енергија не е големо. Оваа година и првите финански средства ги добивме од производството на електричната енергија, така да оваа година за работењето од 3 месеци земавме некаде околу 2 милиона денари подружница Тиквеш. Очекуваме наредната година, ако биде поголема хидрологијата, ако биде по-добра, очекуваме некаде од 100 до 150 000 евра да се добиваат финансски средства да се слеваат кај нас. Да, и сето тоа ќе се вложува во подобрување во подобра инфраструктура, одржување на каналската мрежа, изработка на некои мали делници кај што не може да се оде со проекти кај што мораме ние тие да ги завршиме работа, тие делници мора ние да ги завршиме, што се и наше задолжение. И целта на сето ова беше дека при изработката на овој проект ние оставивме и посебен чвор кај што треба од таму сега само да ја доставиме водата до Раштани и до Белград. Да. Значи, разговарано е горе колкаво е значењето за овој регион кај нас, за Тиквешијата, значи Белград е опеани во народната песна кај нас, значи колку е мотивноста кај нашите кавадарчани, така да мислам дека неминовно е овој проект да се реализира и тоа што побрзо, бидејќи знаеме, како што рековте, едно од најпотенцијалните места кај што се произведува органско грозје, познато на Горие. Идеални услови, велат стручњаците, за органско лозарство, каде што сега има интерес. Сепак тоа е во зачеток, меѓутоа убава перспектива за развојот на лозарството во Тиквешијата. И тука би додал уште дека со реализацијата на овој проект, со донесувањето на водите на овој дел, значи на Белград и на Раштани, ние планираме да одвоиме 20 до 30 литри вода у секунда и за вода за пиење и за општина Неготино, поточно за Неготино. Така да мислам дека тоа ќе биде зацртан еден цел проект и тие трите општини Кавадарци, Росуман и Неготино ќе добијат квалитетна вода и во наредните неколку години ќе немаат проблем со водата за пиење. Да. Нормално, кога се зборува за подружница Тиквеш Кавадарци, кога се зборува за престојната поливна сезона, јас би сакала само да ви поставам прашање дали ќе има промена во цената за водата за наводнување, она што треба корисниците на водата од кај вас да го знаат и се разбира кои се условите за да можат да склучат договор за да добијат вода оваа година. Значи, каква беше ситуацијата во изминатите години со функционирањето на водните заедници и на водостопанство Тиквеш? Оваа година водостопанство Тиквеш ги остави цените за наводнување кои ние како водостопанство ги дававме директно на самите водокорисници, а не на водните заедници. Значи, таа цена некаде околу 20% ќе биде поевтина од цената што ја дава водните заедници на крајните водокорисници. Да. Значи, таа цена е усвоена и ќе биде оваа година така ќе се фактурира, меѓутоа да му кажам мислам да ги укажам на граѓаните, оваа година мора да дојдат во самата подружница Тиквеш и да си направат договори. Значи, со самата измена, со формирање, условите се сменеа и сега мора да дојдат да си направат договор ако сакаат оваа година да можат да наводнуваат. Нема да бидеме многу ригорозни, меѓутоа обврските што треба да си ги створиме ние и како да можеме да почнеме да функционираме, бидејќи ние прва година мораме да се докажеме дека работиме и че треба за тоа и финансиски средства и дали треба да биде измерен долгот од минатата година, еден од клучните услови? Да, долго треба да биде измерен, меѓутоа јас себе како
подружница Тиквешка Вадарци, мораме да се пофалиме дека на ниво на Македонија ние сме едно од подобрите водостопанства или најдобри, да не кажам, дека и уделот на наплатата имаме некаде околу 98% наплата од водокорисниците директно ние што му даваме вода. Да, одлично. Да. Во постапка сме заради законските обврски, ние моравме да ги дадеме водните заедници, за да се окинат водните заедници, моравме да ги дадеме во стечај, така да до сега се собираат и од таму се собираат финансиите од тие водни заедници и тука некаде околу 80% ни е наплатата. Од некои водни заедници има што нема да се исчистат да ги померат своите долгови, тие ќе одат во постапка на стечај, а водните заедници кои немаат никаква обврска спрема водостопанство, таму е посебна постапка, тие па ќе одат со ликвидација. Тие периоди ќе бидат кратки, нема да се задржаваат многу, така да мислам дека до некаде до јуни месец ќе завршат тие постапки. Да. Со вас може да се зборува многу со оглед на тоа што имате на широко поле активности. Сепак, јас би сакал, господине Димов, да проговориме за проектите во делот на енергетската ефикасност. Вие и понатаму продолжувате после овој успешен проект Бошава, што се реализира. Значи, проектот Бошава е прв проект од ваков тип како јавно-приватно партнерство. И за да може да го реализираме тие проект, да не речам, чекавме да се донесе законот за јавно-приватно партнерство. Јас како директор на водостопанство и нашиот градоначалник Александар Панов бевме тие што сакавме да се донесе законот и како основа на тоа еве и се реализира еден добар проект. Меѓутоа ние не застанавме на овој дел за енергетско искористување на водите. Во постапка на реализација и активно се работи на нови централи и тоа во делот на Демиркапија. Во делот на Демиркапија имаме нова централа, околу 900 киловати, се работи на долниот дел на реката Бошавица. Инвестиција вредна 1,5 милион денари, значи таму се работи Тиролскиот зафат, се почна да се прави и каналот се врши комплетна реконструкција, тие беа земјани канали или јазови, а сега ќе се стават тие сите во цевкова. И во наредна фаза после сезоната за наводнување се очекува да се почне со изработка и со изградба и на машинската зграда, кај што ќе бидат стационирани хидроцентрала, да. Во другиот дел малце во постапка сме на реконструкција на делот кај што е Тиролскиот зафат, бидејќи се работи за посебно специфично место, на делот кај што е Дошница. Таму треба да се изврши некоја корекција на техничката документација и очекуваме во наредниот период и таму да се отпочне со реализација. Се работи за нова централа, па со јавно-приватно партнерство, инвестиција 1,5 милион евра. Така да и таа очекуваме дека до нова година ќе биде завршена и најновиот проект преку јавно-приватно партнерство што го подпишавме на крајот на октомври месец со искористување на водите од самото Тиквешко езеро. Како што знаете, нели, нашата вода што ја пуштаме за наводнување по каналите на хидросистемот Тиквеш, одеше само за наводнување и ја користевме само во сезоната за наводнување, од 15 април до 15 октомври. И од тоа ни останува некаде околу 30 до 40 милиона метри кубни вода што останува во самото езеро, а ние според водостопанската дозвола имаме на располагање 95 милиона. Така да од наша страна со јавно-приватно партнерство добивме јавен приватен партнер, а и во тек се активностите на изработка на 2 мини централи со јачина, едната е на самиот дел на излезот од сифонот од тунелот Тисовец со јачина од 900 киловати, а другата ќе биде во Трстеник пред сифонот Макарија и таа е со капацитет од 1,5 мегавати или вкупната инвестиција за изработка на тие централи и комплетна реконструкција на каналската мрежа. Значи 14 километри треба да се изврши комплетна реконструкција на каналот, кај што има пукнатини, бетонски кампади ќе се заменат. Самиот сифон Возарци ќе се изврши негова комплетна реконструкција, аквадуктот ќе се заврши и сите фуги и затварачи што треба да бидат што
се подлежени на реконструкција, комплет ќе се реконструира, така да на тој дел очекуваме дека ќе имаме нов канал каде што ќе биде поврзан и со SCADA систем. Да. Загубите ќе бидат намалени, да не речем на минимум, и водата што ја имаме на располагање 95 милиона ќе ја користиме во текот на цела година. Да. Колку тоа во електрична енергија би било од тоа колку се Вака, реализира? ако ги собериме сите овие проекти што ги имаме преку јавно-приватно партнерство за изградба на централите, ќе имаме 15 мегавата. Значи 15 мегавата, а водостопанство Тиквеш како профит од производство на електрична енергија годишно треба од 250 до 300.000 евра да имаме чист профит. Само од делот на производство на електричната енергија. Да. Сепак овие се убави проекти, Да. убаво да се зборува. Дали постои нешто што јас не ве прашав со оглед на тоа Так. што колку многу проекти имате? Значи, ова што го зборувам се овие проекти што се изработена техничка документација во изминатите 2 години, да кажам дека ние се спремавме да изготвиме техничка документација, бидејќи на основа на техничката документација треба да знаеме колкави треба да бидат финансиските средства што да се одела за да може да ги реализираме. Сега заборавив да кажам дека планираме покрај тоа што во Кавадарци територијата на дејствување на подружница Тиквеш е Градско, Росуман, Кавадарци, Неготино и Демиркапе. Значи во делот на Росуман и Градско планираме оваа година да се отпочне со работа на изградба на пумпната станица Крушевица. Таа ќе покрива некаде околу 2000 хектари. Потоа за изградба на технолошка вода за село Веничани, во општина Неготино санација на брана Липа. И во изминатите неколку години, кога се појавија овие големите поплави, дојде до обрушување на помина водата преку телото на браната и се изврши однесување на наносниот материјал. Изготвена е техничка документација и финансиските средства за да може да се изврши реконструкција на таа брана се обезбедени и вкупно кошта 500.000 евра. Тоа е еден пример за браната Липа, истото ќе се работи и на браната Дрен во Демиркапија. Таа е доточница, на тој дел ќе се изврши комплетна реконструкција и мислам дека поголем дел од активностите се кажани што не очекуваат во овој период, за да можеме да заборавив уште да кажам дека и се планира во пепелиште, системот пепелиште, пумпните станици таму имаме пумпни станици од Вардар, се зафаќа водата, значи инвестиција е за комплетна реконструкција на пепелишко поле и вкупно 5 милиона евра се потребни за да може да се изврши реконструкција како на самата пумпна станица, објектот, пумпните станици и комплетна каналска мрежа. Да. Колку површина може да се наводнува со системот Тиквеш и колку би добиле со овие проекти? Значи, до сега водостопанство Тиквеш максимално некаде околу 12.000 хектара можеше да се наводнува, а ние како водостопанство Тиквеш наводнуваме од 8.500 до 9.000 хектара. А ако се земе во предвид дека на ниво на Македонија се наводнува 22.000 хектари, значи некаде околу 40 до 45% од површините се наводнуваат само кај нас во водостопанство, а со проширувањето на овие проекти сега што ги кажав. Значи Крушевица, пумпниот систем 2000 хектара. Брушани системот 700 Белград хектара. Белград исто некаде околу 500 хектара. Очекуваме дека некаде до кај 11.000 12 скоро можеме да дојдеме, бидејќи ќе се површи, ќе се зголеми, ќе се прошири и територијата на наводнување. Јас мислам дека за оваа емисија со повод ова е доволно што го кажавме, господине Димов. Се надевам дека пред почетокот, стартот на поливната сезона ќе имаме можност повторно да се слушнеме со вас и да им се обратиме на земјоделците, сите кои се ваши водокорисници кои очекуваат услуга во текот на оваа сезона, производна сезона на земјоделски производи. Јас би ги поздравил нашите водокорисници и ако имаат во делот, ако гледаат емисијата, ако имаат некои прашања, слободно може да дојдат кај нас во подружница Тиквешка Кавадарци, да дојдат кај мене, да можам подетално да ги запознам до каде се активностите и како и кога ќе се реализира. Значи, добре дојдени се во секој момент. Да. Јас ви благодарам за учеството во емисијата со повод.
Почитувани гледачи, тоа беше емисијата со повод која целосно ја посветивме на активностите на акционерското друштво Водостопанство на Република Македонија, подружница Тиквеш Кавадарци, а наш гостин во студиото беше директорот Љубе Димов.